постојано има комуникација. Зборувам за нашата институција, за клиниката за физикална медицина и рехабилитација со останатите установи. И во текот на изминатиот период, докторите и физиотерапевтите од нашата институција ги посетуваа клиниките каде што се хоспитализирани веќе пациенти од трагедијата во Кочани, со кои што разменуваа експертиза за да можат да имаат поквалитетна акутна рехабилитација на местото каде што веќе се хоспитализирани пациентите и за да имаме континуитет во процесот на рехабилитација, откако ќе завршат со стабилизација на виталните параметри на пациентите, ќе бидат завршени сите хируршки процедури кои што треба да бидат завршени, да бидат акцептирани од соодветни институции кои што понатаму ќе го водат хроничниот процес на рехабилитација. И таа комуникација ќе продолжи во хроничниот период на рехабилитацијата, затоа што тоа е исклучително тежок период, особено од аспект на тоа што може да се јават и секундарни инфекции. И затоа ќе мора многу внимателно да се работи во делот на превенција и контрола на инфекциите и ќе останеме во комуникација со нашите колеги од останатите клинички центри и од хируршките центри, за да ги следиме понатаму пациентите да немаат компликации, особено во делот на пациенти кои што веќе имаат трансплантирано графтови на кожа.